Па јас не Тоа е гледам моето прашање. никаков проблем со тоа, гледам само додатен бенефит, бидејќи знаеме дека здравиот лајфстайл има позитивно дејство на имуниот систем. Не гледам никаков проблем кон тоа. Патем кога сме на оваа тема, мислам дека не спомнавме. После примање, веќе ги земеме за примера вакцините на Pfizer, AstraZeneca, векторските вакцини. До некаде најверојатно и вакцините со инактивиран вирус. Генерално, мерливи антитела се јавуваат после 2 недели од примање на првата доза и во рокот на наредните неколку недели се зголемува тој титар на антитела и како одиме од таа втора недела према трета и така натаму, се повеќе и повеќе се зголемува ефикасноста на вакцината. Например, ако на Pfizeровата вакцина после 2 или 3 недели ефикасноста е 50 до 70%, 1 или 2 недели после примање на втора доза, таа ефикасност е 95%. И затоа реков, не е црно-бело во однос на ефикасноста, зависи од многу контексти, зависи во кој временски период се мери таа ефикасност. Најбитно, како порака која сите треба да ја однесеме дома моментално, е дека сите вакцини имаат висока ефикасност кога како исход ќе земеме хоспитализација за интензивно лекување и смртни исходи. Нивната ефикасност на сите вакцини е, мислам дека над 95%, ако не близко до 100%, и токму тоа е поентата. Единствената порака која би сакал да ја пренесам на буквално во цела Македонија е таа, дека ефикасно, и затоа постојано ја повторуваме таа флоскула, дека најдобрата вакцина е вакцината која ќе ни стане прва достапна за нас, бидејќи така ни го намалува ризикот да се заразиме со COVID-19, а знаеме да добиеме COVID-19, да се заразиме со SARS-CoV-2 вирусот, а знаеме дека COVID-19 диаметрално ги зголемува ризиците за многу болести кои се јавуваат кај одредена група на луѓе, и тоа би била пораката која би ја пренел и исто би апелирал во текот на тие 2 недели откако ќе се вакцинирате да бидете ултра предпазливи, сите луѓе да бидат ултра предпазливи, бидејќи нели напоменав, вакцината не делува одма, туку на имуниот систем иницијално му треба време да развие имун одговор, и после втората недела веќе се јавува одреден висок процент на ефикасност, и како стигнуваме до примање на втора доза, изминување на 1 или 2 недели од втора доза, така таа ефикасност на самата вакцина се зголемува. Така да и вие откако ќе се вакцинирате, знам ја за некои примери во Србија, луѓето се вакцинира и следниот ден одеа на забави во сплавовите. Тоа е најкатастрофалната одлука која тие луѓе донеле во тој момент. Бидејќи вакцините не делуваат одма, на имуниот систем му треба време. Затоа и откако ќе се вакцинираме да бидеме ултра предпазливи, да ги следиме сите препораки кои ги знаеме веќе сите на памет, и во тек на време да ја примиме втората доза, и во тек на време, нели, поентата на самата вакцинација, која ќе имаме голем број на вакцинирани луѓе, која ќе имаме вакцинирани, која сите во една фамилија ќе бидат вакцинирани, нели, секако ќе се изгуби потребата од носење маски и, нели, сите овие неугодности кои ги имаме во текот на оваа пандемија. Исто препораката ќе биде спортување, здрав лајфстайл, сите знаеме дефиницијата за здрав лајфстайл, и тоа е пораката која би ја пренела јас на сите.